Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во видеолекцијата на нашата e-училница. На почетокот да ви се представам. Јас сум Александра Гулевска, професор по оделенска настава во Општинското основно училиште Живко Брајковски од Скопје. Овој видеозапис е наменет за учениците од пето одделение по предметот музичко образование. Денес ќе учиме за ритмизирање на бројалка со различни траења, а за работа ни се потребни учебникот по музичко образование за пето одделение, петолиниска тетрадка и прибор за пишување. Можете да го паузирате видеото за да го подготвите материјалот што ви е потребен за работа. А ако сме спремни, да започнеме заедно. Цели кои што треба да се реализираат за време на овој час се: ученикот да изговара бројалки во одреден ритм, да изговара бројалки во различно темпо, различна динамика со јасна дикција, да изведува бројалки во одреден ритм во придружба со плескање на раце, тропкање со нозе и детски музички инструменти. Оно што се очекува од овој час е учениците изговараат бројалки во одреден ритм, изговараат бројалки со различно темпо и динамика со јасна дикција, изведуваат бројалки со одреден ритм во придружба со плескање на раце, тропкање со нозе и детски музички инструменти. На почетокот од часот предлагам заедно да се распееме. За таа намена јас на мојот мобилен телефон имам апликација Пиано на која што ќе ги отсвирам тоновите од нотите, а тие се прикажани во десниот дел од екранот на кој што гледате вие и заедно ќе можеме да се распееме. Спремни? До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Уште еднаш. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Откако се распеавме, можеме да продолжиме. Да се потсетиме што се бројалки. Бројалките представуваат музички игри, многу често застапени кај децата во нивните секојдневни детски активности. Поточно, тоа се првични музички искуства кои децата ги стекнуваат уште во најрана возраст. Тоа се кратки литературни текстови со весела и ведра содржина и нагласен ритм, изведувани во рамките на одредена тонска висина, на ист тон, но исто така и на мелодиска подлога во рамките на 2-3 тона. Ова можете слободно да го запишете во вашите нотни тетрадки да ви служи како потсетување и за блиска иднина. Да се потсетиме за ноти петолинија. Во изминатата година ние учевме за цела, половина, четвртина, осмина нота, но ајде да се потсетиме уште еднаш. На почетокот најпрво ќе започнеме со нотната петолинија. Тоа е составено од 5 линии и 4 празнини. Може да се користат и помошни линии над и под петолинијето. На почетокот од петолинијето секогаш има виолински клуч и тоа ни е прикажано веднаш под самиот текст на екранот. На него можеме да ги забележиме 5 линии, 4 празнини и како се пишува виолински клуч. Од десната страна на екранот имаме илустрации. Најпрво, на врвот, како пирамида изгледа, имаме целата нота. Целата нота ни е прикажана како цела нотна глава и таа е празна нотна глава. Целата нота трае 4 удари. Веднаш под низе се наоѓа половина нота. Половината нота правилно се пишува со празна нотна глава, а од десната страна веднаш над низе има нотна црта. Следи четвртина пауза. Четвртината пауза ја пишуваме со полна нотна глава и од десната страна повлекуваме нотна црта. Осмината нота ја пишуваме со полна нотна глава, нотна црта и нотно бајраче. Да се потсетиме за пауза. Паузата што всушност значи? Пауза е знак за прекин на пеење и свирење, но сигурна сум дека тоа веќе многу добро го знаете.
Секоја пауза трае колку нејзината соодветна нота. Значи, доколку цела нота трае 4 удари, исто така и целата пауза трае 4 удари, но тие ги премолчуваме. Половината пауза, ако трае 2 удари, тогаш половината пауза исто така премолчуваме 2 удари. Четвртината пауза, четвртината нота се извинувам, ако трае 1 удар, тогаш и четвртината пауза премолчуваме 1 удар. И осмината нота, ако трае пола удар, тогаш и осмината пауза премолчуваме пола удар. Целата пауза ја пишуваме под четвртата линија од петолинијето, додека половината пауза во вид на правоаголник, исполнет правоаголник, ја запишуваме над третата линија од петолинијето. Четвртината пауза правилно се запишува еве во оваа илустрација и осмината пауза ја запишуваме во овој дел од екранот ни е прикажана. Овие илустрации не се од учебникот по музичко образование за пето оделение. Ке започнеме со четвртина нота. Четвртината нота трае 1 удар. Што значи? Идеме прва. Значи 1 удар ето. Прва. Додека половината нота трае 2 удара. И тоа би го истактирале на следниот начин. Прва, втора. Повторувам уште еднаш. Прва, втора. Тоа се 2 удари. Додека се пауза, тогаш само плескаме со раце, меѓутоа не пееме или не свириме. Тоа би било вака. Идеме понатака. Цела нота и пауза. Целата нота, кој што напоминавме, е составена од празна нотна глава и таа трае 4 удари. Тоа би звучало вака. Прва, втора, трета, чета. Прва, втора, трета, чета. Уште еднаш. Значи, 2 пати изговорив 4 удари, односно целата нота со 4 удари и премолчив, значи знакот за пауза, исто само 4 удари, меѓутоа не ги изговорив. Идеме со осмина нота и пауза. Осмина нота и пауза траат половина удар. Значи, тоа би изгледало вака. Тоа е еден половина удар. Доколку има 2 осмини паузи, би биле, а ако има 2 осмини ноти, би било еднакво. Еднакво е траењето и на осмина нота и на осмина пауза. Во учебникот на страна број 10 и страна број 11 имаме ритмички вежби, бројалки, со различно траење од ноти. И предлагам, јас ќе ви ги пуштам како снимени, а јас ќе ги изговарам како бројка, затоа поубав печаток да имате како всушност правилно се ритмизираат. Почнуваме со ритмичката вежба број 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 4. Слободно можете да го паузирате видеото, да ја пуштите вежбата повторно за тоа да го извежбате правилно. Значи, со звукот и со моето броење верувам дека ќе можете да го усовршите и правилно да ја ритмизирате оваа бројалка. На истата страна број 10
веднаш под ритмичката вежба број 1 имате ритмичка вежба број 2. Повторно, на истиот начин, ќе ја презентираме и оваа вежба. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Повторно, за да можете себе ова да го извежбате, паузирајте го видеото и повторете вежбата неколку пати. Следи на страна број 11, ритмичка вежба број 1 и овдека имаме веќе и осмини ноти. Кога имаме осмина нота, тогаш целиот ритм е побрз. Значи, кога имаме цела нота, бидејќи трае 4 удара, а осмина нота трае пола удар, значи со четвртина ноти, половина ноти, ритмичките вежби се побавни, додека со осмина нота тие се побрзи. Па предлагам да ја слушнеме и оваа. 1, 1, пола, Повторно паузирајте го видеото и можете да ја повторите вежбата со цел да ја подобро да ја усовршувате, да ја усовршите и правилно да ја изговарате, да ја тактирате. Сега, откако ги извежбавме ние овие ритмички вежби, односно се запознавме, ги извежбавме, ги усовршивте побаво, следи задача за вас. Во нотните тетрадки можете вие да напишете најмалку 2 бројалки со изучените ноти и паузи. Значи да примените цела, половина, четвртина, осмина нота, но исто така и цела, половина, четвртина или осмина пауза. Откако ќе ги напишете, тактирајте со помош на дланките, нозете или можете да си земете линијар со кој што звучните ефекти ќе ги имате и ќе можете лесно да броите. Вежбајте се додека бројалката не ја совладате целосно и без грешки, се додека не бидете сигурни во нејзиното изговарање. Ви благодарам ученици за вниманието и довидување од мене.